Од јуни до август лани 34 лица го загубиле животот на македонските патишта. Полициската статистика говори дека во екот на туристичката сезона минатата година најголем број на сообраќајни незгоди со смртни последици се случиле во август. На стартот на оваа сезона, безбедносни експерти од Интернационалната полициска организација повикаа на поголема внимателност кај туристите, но и на поголем ангажман на институциите за балканско безбедно лето. Секој од институциите, односно од граѓаните, од луѓето, очекуваат вклучување на секој сектор во општеството за да може навистина и ова лето кое е најавено како лето со високи температури, да може да го направиме лето со помал број на жртви, односно лето кој ќе биде побезбедно за себе, за вас присутните, односно за сите граѓани, за сите оние кои транзитираат низ Република Македонија, односно кои движат по патиштата низ државата. Според полициските билтени, лошите услови на патиштата, неприлагодената брзина и невниманието на возачите останува најголемиот причинител за сообраќајните незгоди. Апелот е да граѓаните ги почитуваат патната сигнализација, вертикалната и хоризонталната, да почитуваат брзината и ограничувањето на брзината на движење, да патуваат одморни, да користат чести паузи, се со цел подобрување на условите во сообраќајот и намалување на сообраќајните незгоди и жртви во сообраќајот. Во ек на летната сезона изголемената фреквенција на возила кои транзитираат низ земјата, граничните премини Табановци и Богородица остануваат најпроблематични точки. Туристичките агенции бараат зголемување на бројот на полициски службеници за да се реши хаосот со километарските колони на граница. Да се најде некој начин за да оди побрзо сето, да не се ствараат гужви, бидејќи автоматски доаѓа до револт на самите патници кои што веќе нели се мислат кој ден да тргнат, како да тргнат, нема веќе кога ќе почне, кога ќе 1 јули кога ќе дојде, нема веќе ден да се избегнува дали било понеделник, вторник, среда, секој ден има гужви. Поголеми резултати за безбедноста на македонските патишта се очекува со ставањето во функција на системот Safe City идната година. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.